Нагорен тренд има општина Виница во наплатата на данок на имот од граѓаните и комуналната такса за фирмарина. До 31 декември овој данок го плателе повеќе од 80% од граѓаните, што е повеќе од 20 милиони денари. Со подмирување на данокот на имот и комуналната такса ќе добиеме подобри улици, нови тротоари, детски игралишта, поквалитетно осветлување, овозможување на подобри услови за бизнис заедницата, посовремени училишта, збогатени содржини за нашите пензионери и слично. Изјави градоначалникот Митко Костадиновски. Иако даночниот одсив е се подобар, речиси 20% од даночните обврзници кон општината имаат долг поради што оттаму апелираат. Со цел да не се создадат дополнителни трошоци за обврзниците кои не ги подмиреле своите обврски во постапка за присилна наплата, како и да се избегнат непотребни оптоварувања кои ќе произлезат од блокадите во банките, се повикуваат сите граѓани да го подмират долгот по основ на данок на имот и комунална такса во најбрз можен рок. Од општината се оптимисти дека сите граѓани ќе ја сватат важноста на обврската, бидејќи во прашање се подобри улици, нови тротоари, детски игралишта, поквалитетно осветлување, овозможување на подобри услови за бизнис заедницата, посовремени училишта, збогатени содржини за пензионерите и слично.